Што Бог мисли за нашето исцеление? Што Бог мисли за нашето исцеление? Одиме, нели, еве, на почеток го прочитавме овој стих, Исаја 48. Треба да се суши, цвеќето венува, а словото на нашиот Бог останува вечно. И денеска ќе одиме со стихови и ќе видиме што Бог мисли за нашето исцеление. Пошто различни цркви различно проповедаат. Некои мислат дека нема исцеление. Некои го мислат така размислуваат. Дека исцелението било порано и дека денес нема исцеление. Некои цркви така веруваат. Но Словото Божјо зборува поинаку. Затоа што Словото Божјо е вечно. И пошто Словото Божјо е вечно, она што се открива во Божјото Слово е за вечноста и за денес. Не е само за првата црква, туку е и за нас денес. Тоа што вели Словото во однос на исцелението е и за нас денес. Не е само за првата црква. Што читаме, нели? Марко 13:31. Небото и земјата ќе преминат, но зборовите мои нема да преминат. Словото нема никогаш да премине. Многу работи ќе се сменат, многу работи ќе го изменат својот облик, многу работи, но Словото Божјо ќе остане, затоа што Словото Божјо е вечно. Псалм 118:119. Твоето Слово, Господи, е за секојаш утврдено на земјата. На небото, уствари, на небото. Значи, псалм во некои Библии е 118, во некои 119, затоа го кажам 118 или 119, 89 стих. Твоето Слово, Господи, е за секогаш утврдено на небото. А ние знаеме, Словото вели, што ќе врземе на земјата, ќе биде врзано и на небото, така? И ако Словото Божје е утврдено на небото, значи ние што ќе врземе тука на земјата е врзано на небото. Значи на небото го имаме тоа. И кога ние бркаме нечисти духови од нас, кога бркаме во име на Исус Христос од Назарет, затоа што ние нели имаме авторитет во име на Исус Христос од Назарет, да бркаме поднебесни духови на злобата, да бркаме властите и началствата на сотоната, во име на Исус Христос од Назарет имаме власт и авторитет да ги бркаме тие од нас, да им наредуваме да си одат. И автоматски ние тука на земјата го врзуваме тоа и тоа е врзано на небото. Тоа е врзано на небото и е утврдено на небото за секогаш. За секогаш е утврдено на небото. Еден ден кој ќе дојдеме кај Господ Исус, ќе видиме колку работи сме утврдиле тука на земјата. Мислам, ќе ги видиме на небото, во реалноста ќе ги видиме. Мада ние и сега ги гледаме во реалноста, кога молиме, оздравуваме. Кога бараме нешто од Бог да ни даде, ни дава. Ние и сега го гледаме тука, ама на небото ќе видиме уште многу повеќе неоткриени работи, што нашите очи не ги виделе. 1 Петар 1:25. Но Словото Господово останува за секогаш, а тоа е Словото кое ви е проповедано. Но Словото Господово останува за секогаш, а тоа е Словото Господово кое ви е проповедано. И сега во однос на исцеление, што ви е проповедано до сега? Што ни е проповедано во однос на исцеление? Што е тоа што во однос на исцеление останува за секогаш? Што вели Словото Божје во однос на исцеление? Дека сме излечени преку раните на Исус Христос. Тоа го вели Словото Божје и ред други стихови. И ред други стихови кои што ги вели Словото, кои што ги има веќе во Словото. Ние сме излечени преку раните на Исус Христос. 1 Петар 1:25, но Словото Господово останува за секогаш, а тоа е Словото кое ви е проповедано. Значи во Марко 11:23-24 Бог ни нагласува да имаме вера во Него, да му веруваме. Еве Марко вели, имајте вера во Бога, оти вистина ви велам.
Ако некој рече на оваа планина, дигни се и фрли се в море, и не се посомни во срцето свое, и поверува дека ќе биде како што рекол, ќе му се исполни што и да каже. Затоа ви велам, се што ќе побарате во молитва, верувајте дека ќе го добиете и ќе ви биде. Единствениот услов е вера. За да примиме исцеление, за да примиме било каков благослов, единствениот услов е вера. Затоа што не можеш да дојдеш пред Божјото лице и да примиш благослов без вера. Не можеш да му угодиш на Бог без вера, нели? Евреите го вели тоа. Не може да му угодиме на Бог без вера. Бог ни нагласува да имаме вера тука во Него, да му веруваме. Најголема навреда која може да му направиш на Бог е да не му веруваш. Значи не е гревот најголемата навреда која што ние му ја правиме на Бог, него тоа што не му веруваме. А ние запаѓаме во грев затоа што не му веруваме на Бог. Значи човек запаѓа во грев затоа што веќе престанал да му верува на Бог, затоа што западнал во неверие. И тоа е всушност навредата кон Бог, неверието, а не е гревот. Разбирате? Значи гревот го правиме ние затоа што не му веруваме на Бог. Затоа луѓето одат во грев, оти не му веруваат на Бог. Неверието е главната пречка. Бог го мрази на нашето неверие. Најголема навред не му веруваме. Да не му веруваш на Бог за твојот конкретен проблем што го имаш, е да не бараш помош од Бог за конкретната ситуација што ја имаш. Ти имаш проблем и не бараш од Бог помош. Затоа што не му веруваш на Бог. Не веруваш дека Бог ќе ти ја чуе молитвата, ќе ти го реши проблемот и затоа не бараш помош од Бог. Значи не му веруваш, а тоа го навредува Бог. Апатичен си, депресивен си, малодушен си. А тоа го навредува Бог. Оти Бог сака да му веруваш и да молиш за конкретната ситуација, конкретниот проблем. Тој ќе ти го реши. Да не му веруваш на Бог значи да не си 100% подпрен на Бог. Со срце. Значи не си 100% подпрен во одредената ситуација. Например, ситуација за здравје, за исцеление, и ти не му веруваш 100% на Бог дека ќе те излечи. И туку одиш, бараш помош на други места, во други извори. Например, тебе ти треба исцеление. И ти не си 100% подпрен на Бог дека тој ќе те излечи, него одиш, бараш помош од докторите, а не молиш. Само шеташ од доктор до доктор, земаш овие лекови, оние лекови, а не молиш Бог да те излечи, ниту пак веруваш дека Бог може да те излечи. Значи, Бог ги користи докторите. И Бог ќе ги употреби докторите, точно. Они ни се дадени за благослов. Меѓутоа, ти првенствено бараш од Бог исцеление. И Бог ќе те одведе до докторите, тогаш тој сака да одиш на лекар, тогаш тој сака да примаш вакви лекарства, такви лекарства. А луѓето првенствено не се молат, туку одма посегаат по лекарства, по апчиња, по ова, по она. И тоа значи не му веруваш на Бог. Затоа посегаш по апчиња, ќе се разболиш, грип и одма по апчиња. А ти ако си болен од грип, прво моли се. И ако не иде да речем исцелението, не примаш исцеление, тога земе апчиња. Али прво моли се. Не прво апчиња. Прво моли се, па после апчиња. Ако верата ти е мала. И ако не примиш исцеление. Ме разбирате? А ние не се молиме, тука одма по апчиња да посегаме. Значи, тоа е навреда за Бог. Тоа е навреда за Бог. Тоа е најголемата навреда за Бог. Не си подпрен на Бог 100%. Што ако докторите ти кажат дека имаш уште неколку месеци живот? Ќе им веруваш? Ќе веруваш дека тоа е вистина? Пете, мене ми кажа неколку месеци живот. Јас не верував. Борче не веруваше. И еве ме гледате после 15 години, се уште сум тука. А требаше да умрам уште 2002 година. И тоа
Еве, ноември доаѓа, 26 ноември, 2002 година, 15 години. Веќе. Требаше да умрам тогаш. Неколку месеци ми дадоа. Се сеќавате како беше тешко? Да. Неколку месеци ми дадо. Па што ако ти дадат неколку месеци живот? Па што ако се случи не еднаш, повеќе пати си во таква ситуација? То не е вистина. Да. Денеси да речеме срцето ти е проблем, после 5 години ете диабетес си добил, некоја тешка форма, па што? И тогаш нема да веруваш, денес не веруваш за срцето, затоа што Словото вели, нема да умрам, туку ќе живеам и делата Божји ќе ги прокламирам. Така вели Словото. Нема да умрам, туку ќе живеам и делата Божји ќе ги прокламирам. Така вели Словото. Баш денес го исповедав тој стих. Кав дома викав, нема да умрам, туку ќе живеам и делата Божји ќе ги прокламирам. Прокламирав за пастор Борче, пошто не е добро моментално. Прокламирав за него, нема да умрам. Нема пастор Борче да умре, туку ќе живеем и Божјите дела ќе прокламираме. И му беше по-добро нему. По-добро му беше. А интересно нешто, вчера требаше да спремам проповед ова, нели? И пастор Борче температура, жилеј не беше добро и одеднаш јас така бев, како издишана духовно, не бев баш силна, и почнав да спремам, али ме фати температура. И мене почна да ме тресе. Сега не знам температура ли беше, шо беше, ама почна да ме тресе. Ме тресеше ладно одеднаш. И желудникот ужасно почна да ме боли. И кога почнав да прокламирам Слово, да врзувам во име на Исус Христос, после пола сат одма ми беше по-добро. Слава на Господ! Слава на Господ! Значи, има сила. Прокламацијата на Словото Божјо има сила во нашиот живот. Почнете Слово да прокламирате. Слово за исцеление. Кажете му на ѓаволот, оди си од мене во име на Исус Христос од Назарет. Јас сум излечен преку раните на Исус Христос од Назарет. Грип, оди си од мене во име на Исус Христос од Назарет. Ти редувам. Јас сум излечен преку раните на Исус Христос од Назарет. Кажете му, смрт, оди си од мене во име на Исус, ти наредувам. Јас нема да умрам, туку ќе живеам, делата на Исус ќе прокламирам. Јас имам живот во Христос. Христос, затоа што Словото вели дека праведникот ќе живее долго на земјата. Така вели Словото Божјо. И ако Словото вели, јас сум праведник, ќе кажеш, Бог ми вети во неговото и Бог ти додаде денови. Ќе ти додаде денови на твојот живот. Ако е до толку тешка ситуација. И ти не треба да умреш на 65 години или 70, ќе умреш на 80-85. Разбирате? Ќе ти додаде Господ, ама ќе застане да прокламирате Словото, ако е безизлезна ситуацијата, ако е толку тешка ситуацијата. Значи, нема да им веруваш на докторите кои ќе ти дадат негативен извештај. Ќе му веруваш на Словото, дека си излечен преку раните на Исус Христос од Назарет. Ти си излечен. Исаја 53, 4 и 5. Ќе ги прочитаме. Исаја 53, 4 и 5. Но он ги зеде врз себе нашите болки и ги понесе нашите слабости. А ние мислевме дека он беше поразуван, казнуван и понизуван од Бога. Он беше изнаранет за нашите гревови и мачен заради нашите беззаконија. Казната за нашиот мир падна врз него, а преку неговите рани ние се излекувавме. Дали минато време, тоа е веќе завршена работа. Ние се излекувавме. Тоа е веќе завршено. Затоа нашето исцеление е веќе завршено. И ние треба да дојдеме пред Бог со вера дека веќе сме излечени. И не да молиме, дај ми Господи излечиме, дај ми Господи излечиме, него ќе дојдете и ќе му кажете, фала ти Господи Исусе, што јас сум излечена од диабетес, фала ти Исусе, што јас сум излечена од рак, фала ти Исусе, што моето срце е силно, здраво, моето тело е здраво, моето тело е во добра форма, моето тело е силно, имам сила како на конј. Амен. 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 Еден ден ќе биде. Ако прокламираш имам сила како конј, имам сила и ќе бидеш физички силен. Јас верувам во тоа, јас го прокламирам тоа. Амен. Амен.
Така. Значи, тоа го вели Словото Божие, дека ние веќе сме излечени преку раните на Исус Христос. И ние треба да застанеме во сложување со Словото, во сложување со Бог. Ако Бог во Неговото Слово вели дека сме излечени преку раните на Исус Христос од Назарет, тогаш ние ќе се сложиме со Бог. Нема да се сложиме со симптомите и болката, што не боли, и да викаме, леле, уште малце ќе живеам, леле, уште малце ова многу тешко, ова многу боли, ох, животот се исцеди од мене, ох, ова, не. Него ќе застанеш и ќе речеш, јас сум излечен преку раните на Исус. Нема да ги исповедаш тие зборови на неверие, што симптомите и болката те тераат да ги исповедаш. Ме разбирате? Дури ако се случи да ги исповедаш тие глупави и празни зборови на неверие, демек јас нема да живеам, јас ова тешко, многу тешки денови, жалопојки, покај се. Речи, Господе, прости ми што овие празни зборови ги зборував. Скрши ја таа зла сила во мојот живот. Нека биде скршена таа зла сила на тие зли зборови што јас ги исповедав и ослободи ме, татко, во име на Исус. И Бог ќе те ослободи. Кога му се случува тоа да падне во неверие, да падне во безнадежност и глупости да зборува, јас сум зборувала глупости, така да, јас што правам? Застанувам пред Господ и викам, во име на Исус, нека злата сила на тие зли зборови, што сум ги ослободила преку мојата уста, бидат скршени во име на Исус. И се ослободувам себе си во име на Исус. Или порче го ослободувам, ако сум зборувала зло против него. Мислам и било кој насам, ако се случи да зборувам зло против било кој. Така да, имаат сила зборовите, не ги употребувајте напразно, него сложете се со Словото. Што вели Словото? Јас сум успешен, јас сум силен, јас сум просперитетен. Словото вели дека сиромаштијата Исус Христос ја одзеде силата. Исус Христос ја одзеде силата на сиромаштијата. И откако ја изложи јавно на позори на срам, ја прикова на крстот на Голгота. И сега таа сиромаштија нема власт врз мене. Оди си сиромаштија од мене во име на Исус. Фрли се во пустите места, во име на Исус ти наредувам. Прокламирам да дојдат пари во мојот живот, прокламирам просперитет да дојде во мојот живот, затоа што просперитетот е повеќе од пари. Просперитетот е убав живот. Ти парите можат да дојдат и да си отидат, а просперитетот е богат живот, убав живот. Нешто повеќе е. Затоа прокламирам просперитет во мојот живот во име на Исус од Назарет. Служење на Бог е просперитетот. Покорство на Бог, благослов. И така, сложете се со Бог, со Словото. Што вели Словото? Не се сложувајте со болката, не се сложувајте со симптомите. Знам сега ќе кажете некој од вас, ама како, ко многу ме боли да прокламирам? Како да станам да прокламирам, да изјавувам, да исповедам? Како? Како кога многу ме боли? Ти не знаеш како е тоа. Па знам како е тоа. Знам како е тоа, од искуство сум го поминала тоа, затоа ви кажувам дека можно е. Можно е да застанеш против таа болка, може би преголема болка, да застанеш во име на Исус, да ја врзуваш и да стоиш. Можно е. И ќе си отиде. Може би нема да си отиде веднаш, но може и ќе си отиде после пола саат време. Али биди упорен, ти не се откажувај. Земи го и прими го исцелението што Бог веќе го има за тебе. Значи, тој веќе завршена работа, рековме. Сложи се со Бог дека си излечен преку раните на Исус Христос. Не вели, да излечиме, Господе, да излечиме, те молам. Него, јас сум излечен преку раните на Исус Христос од Назарет. Мојата глава е силна, мојот крвоток е силен, мојот крвен притисок е силен, добар е мојот крвен притисок. Рушам секакво пореметување на крвниот притисок во мојот живот во име на Исус Христос од Назарет. Прокламирам нормален крвен притисок во мене во име на Исус Христос од Назарет. Јас го правам тоа. Пак ќе повторам, земи го и прими го она што Бог веќе ти го дал. Исцелението Бог веќе ти го дал. Само твое да го примиш. Да го примиш. Всушност тоа е едноставноста на исцелението. Исцелението е толку едноставно, а ние толку комплицираме поради нашето неверие. Поради нашето неверие толку комплицираме. Матеј 8, 16 и 17 вели, но он ги зеде врз себе нашите немојки, ги понесе болестите.
Всушност ќе го прочитаме целиот стих. Матеј 8, 16 и 17. А кога се стемни, доведоа при него мнозина бесни, и он со еден збор ги изгони духовите и ги излекува сите болни, за да се исполни кажаното преку пророкот Исаија, кој вели: он ги зеде на себе нашите немоки и ги понесе нашите болести. Вели овде, Исус лечел? Значи, вели со еден збор ги изгони духовите. Гонел духови, нечисти духови, поднебесни духови на болести, на злобата. И вика и ги излекува сите болни. Значи, го правил тој Исус, али вели понатаму за да се исполни кажаното преку пророкот Исаија, кој вели: он ги зеде на себе нашите немоки, ги понесе болестите. Значи, го потврдува словото што е кажано преку Исаија. Словото што е кажано преку Исаија, што ние го велиме дека преку раните ние се излекувавме. И тука се потврдува тоа слово. 1 Петар 2:24. Он, 1 Петар 2:24, он сам ги изнесе нашите гревови на дрвото со телото свое, да за гревовите да умреме, а да живееме за правдата. Преку неговите рани се излечивме. И кога ние живееме за правдата, што сме ние? Да, поради Христос сме праведници. Поради крвта Христова ние сме праведници. И вели да умреме за гревовите, значи ние умираме за гревовите, имаме сила над гревот и веќе живееме за правдата. И штом живееме за правдата, ние сме праведници, сме излечени од раните на Исус Христос од Назарет. И болестите немаат власт врз нас. Со кого се сложуваш со своето исцеление? Со симптомите, со диагнозата, со болката, со она што докторите велат, или се сложуваш со Бог и Неговото Слово? Амен. Без оглед колку и да е негативен медицинскиот извештај, без оглед што и да ти велат докторите, ти не се сложувај со тоа. Не се сложувај во својот ум, во своето срце. Не дозволувај стравот да влезе во твоето срце. Не дозволувај неверието да го преплави твојот ум и со страв да бидеш преплавен и парализиран. Оти стравот парализира. Стравот е тој што не дозволува да застанеш и да молиш, да прокламираш. Затоа што стравот те парализирал. Стравот ти ја украл молитвата. Не дозволувај стравот да влезе во твоето срце или во твојот ум. Туку застани со Слово и прокламирај го Словото. Кажи: јас сум излечен преку раните на Исус Христос од Назарет. Каква и да е болеста, оди си од мене во име на Исус, ти наредувам. И ќе те охрабри Господ, ќе дојде Светиот Дух, ќе те преплави, ќе дојде помазанието Божјо, радоста Божја во тебе, сила ќе имаш. Без оглед може би ти е уште лошо, али знаеш дека Светиот Дух работи во тебе, исцелението работи во тебе, знаеш, песен си. И ќе се манифестира тоа. Многу битна работа кога молиме се нашите емоции, нашите чувства. Ѓаволот може преку болката или околностите или неверието да ги удри нашите емоции, да ги удри нашите чувства. Кога човек го боли нешто, тој може за жал да се фокусира на болката, да се фокусира на своите чувства, како се осеќа. Немојте тогаш да се фокусирате на таа болка. Оти фокусот ти е колку многу ме боли. И нонстоп во тоа си, колку многу ме боли. Господе, помогни ми, многу ме боли. Тргни го фокусот, тргни го умот од тоа, туку кажи: јас сум излечена преку раните на Исус Христос од Назарет. И почни да читаш Библија. Почни да читаш Слово, кај што Бог збори за исцеление. Еве, јас објавувам на Фейсбук стихови за исцеление. Застани, читај ги тие стихови, ќе видиш Господ како ќе почне да делува. Застани, еден стих прокламирај, друг стих прокламирај, 10 сите стихови денес прокламирај ги или 5 стиха да видиш како ќе ти биде подобро. Тие стихови што ги имам објавено на Фейсбук за исцеление. Одма ќе ти биде подобро. Нормално за себе си, како молитва, вака, така, онака.
праведникот нема да умре, туку ќе живее. Јас нема да умрам, туку ќе живеам. Словото вели дека Господ ги пази праведниците. Едноставно ќе земеш, ќе го прокламираш тоа слово. Она што ѓаволот го сака, преку негативниот извештај и преку емоциите да ја разниша верата кај луѓето, да ја украде верата, да ги парализира, да не можат да се молат, страв да влезе во нив, неверие. Преку стравот доаѓа неверие. Затоа не плашете се. Затоа словото вели нон-стоп. Не плаши се, не плаши се, не плаши се. На толку места словото вели не плаши се. Биди храбар и силен, биди храбар и силен. Биди храбар и силен, не плаши се. Не плаши се, биди храбар и силен. Немој да дозволиш твоите емоции да бидат контролирани од твојот ум. Во таа ситуација за негативно зборувам. Затоа што знаете ли дека нашите емоции се контролирани од нашиот ум. Во што го внесуваш твојот ум, такви ќе се твоите емоции. Ако твојот ум го внесуваш во негативни мисли, ти ќе имаш негативни емоции. Ако ти мислиш негативно, ќе имаш негативни емоции, негативни чувства. Ако ти мислиш негативно, дека ќе умреш, дека си се разболел, дека нема да успееш, дека ќе паднеш, дека не знам што ќе ти се случи лошо, твоите емоции се негативни. И ти автоматски немаш вера. Немаш вера, страв те обзема и не можеш да застанеш да се молиш, да прокламираш слово, да исповедаш слово. Значи, во што го внесуваш твојот ум, такви ќе бидат и твоите емоции. Ако твојот ум е на зборот Божи, Словото Божио, твојот ум ќе е таков. Исполнет со Словото Божие и со вера. Ако ти по цел ден само си во контакт со луѓе, на работа може да си во контакт со луѓе, ама ако имаш болест некоја, тогаш може ти да си медитираш на Словото Божие што Бог ти го кажува. Да си размислуваш за тоа, не да си внесен што прави овој на работа, што прави оној, што прави на тоа да мислиш. Не, мисли што вели Словото Божие во однос на твоето исцеление. Дури на работа кога си зафатен, ти мисли си на Словото. Ако ти треба исцеление. Или па, ете, ако ти постојано гледаш само филмови, серии и немаш време за исповед, за прокламација, за молитва, за прокламирање на Божиот збор, твоите емоции ќе бидат исполнети со ликовите од тие серии. Ти ќе мислиш на Касандра и на Ранду што прават. Како прават, како Касандра колку е убава, како беше многу сиромашна, стана богата, си мислиш може и ти така ќе станеш. Многу страдаше, да. И како Бог ја поштеди, нема шанси. Кај тебе нема да се случи така. Знаеш зашто? Затоа што ти си праведник. Кај тебе ќе се случи благословот само ако застанеш на Словото. На молитва и на Слово. И знај, твоите чувства, твоите емоции нема да го сменат зборот Божи. Зборот Божи вели дека се излечен преку раните на Исус. Ти може би имаш негативни емоции, може би не веруваш во тоа, но џабес, ти не можеш да го смениш зборот Божи. Нема шанси, затоа што зборот Божи е вечен. Зборот Божи вели поинаку за тебе, без оглед што ти мислиш поинаку. Ќе го прочитаме Јеремија 30:17. Ово е многу убав стих, јас си го прокламирам. 30:17, Јеремија. Си го прокламирам. Словото вели, ќе ги обновам и излекувам твоите рани, вели Господ. Тебе те нарекуваа отфрлен, велејки, еве го Сион за кој никого не прашува. И застанувам и му викам на Господ. Господе, твоето слово вели дека ти ќе ги обновиш и излекуваш моите рани. Моите рани во душата, моите рани во срцето, моите рани во телото. Значи, комплетно. Оти раните во телото може да настанат од раните во душата. Ти можеш да се разболиш затоа што болуваш во душата нешто.
Нешто си се разочарал, нешто си повреден, срцето ти е скршено и може телото да ти се разболи. И затоа ќе застанеш, Господе, ти велиш во своето слово дека ќе ги обновиш и излекуваш моите рани. Излечи го моето скршено срце, Господе. Фала ти што го лечиш моето скршено срце. И му кажете така на Господ. Фала ти што моето скршено срце го лечиш. Сите повреди и рани што ми ги направиле луѓето, Боже, што ме неправдале, што зло ми направиле, Господе, поради нивните зли мисли, поради нивните зли дела, Господе Исусе Христе. Ти излечи ги тие рани, Господе Боже. Фала ти што ги лечиш. Прво излечи ги и после почнувам да викам фала ти што ги лечиш во вера. Во вера го кажувам тоа. Фала ти, Исусе, што ги лечиш. И фала ти, Исусе, што ги лечиш моите физички рани. И затоа што, Господе, ради Тебе ме отфрлија, се наоѓате овде, Тебе те нарекува отфрлен, вели Словото. Затоа што ради Тебе ме отфрлија, Господи Исусе Христе, затоа што Тебе не те сакаат и ме отфрлија, велејки, еве го Сион за кого никој не прашува. Ме отфрлија, Господе. Кој ќе те отфрлат ради Бог, то прави рани. Тешко е и то прави рани во срцето, скршено срце. И ќе молите така. Еве Слово. Јеремија 30:17. Ме отфрлија, Господе, но Ти ме прибра, Господе. Ти ме прибра. Ти си мојот татко, Ти си мојот маж, Господе Боже. Ти ме разбираш, Ти ме сваќаш, Господе. Запишете си го овој стих, Јеремија 30:17. И молете си го за исцеление. За рани во срцето, рани во душата и рани физички. Молете го. Оти вели отфрлен. Кој од вас не бил отфрлен ради Бог? Да, ради Бог си отфрлен и тоа не го примаат зборот Божи преку тебе. Тие го отфрлаат Бог, ама во твоето срце се прават рани поради тоа. Дури кога ќе почнеш да исповедаш, болките може нема целосно да си заминат, но знај дека ќе стивнат. Ќе стивнат, ќе биде поподносливо. И тоа е показател дека Бог почнал да делува. Дека Бог работи во твоето тело. И не се откажувај. Ако треба година, 2-3 прокламирај слово за исцеление. Има случаи кај што Бог едноставно ја тестира верата, треба година, 2-3 прокламации, Господ после тоа го излечува човек. Ама кога го лечи. Еднаш за секојаш ти оди тоа. И никош повеќе не се враќа. И тоа е тоа упорноста и колку си лојален и верен христијанин да стоиш нонстоп на Словото. Да стоиш. Не да гледаш филмови, не умот да ти е во светот, не умот да ти е што прави светот и каков не греф е светот, него да стоиш на Словото. Исцелението ќе дојде. Оти твојот уме на Словото. Не е она во светот и гревот на светот и завис кон светот. Него Бог го гледа твоето чисто и лојално срце. И честно срце. И го испитува. И ја тестира твојата вера. И ќе бидеш награден. Ќе бидеш награден со просперитет. Ќе бидеш награден со исцеление. Ќе победиш. Затоа што Исус Христос е победникот. Знаеки ќе победиш. Немојте да се откажувате никогаш, немојте да престанувате никогаш. Ако паднете, ако се случи да паднете во грев, паднете во лоши зборови, паднете во било што, покајте се и станете. Затоа што Словото вели, оној што вели дека не греши е лажец. Нема човек што не е сгрешил. Ама покај се, не останувај во гревот, не го љуби гревот. Не го љуби гревот, немој да го љубиш гревот и да си останеш во гревот. Него покај се, врати се кај Бог и пак продолжи со прокламациите. Пак продолжи со битката за просперитет, за исцеление. И мора да го веруваш тоа што Бог го вели за твоето исцеление во своето слово. Мора да го исповедаш тоа што Бог го вели за твоето исцеление. Мора да го исповедаш. Мора да го исповедаш. Постојат инстанти исцеления што се случуваат. Не исповедале, не се бореле, само така, дај ми исцеление, се случиле. Ама 99% исцеленијата што се случуваат врз основа на твојата лична вера, на твојата лична битка, на твојата лична молитва. А не некој ќе дојде, ќе положи раце на тебе и ќе се излечи. Тоа е 1% од луѓето. Дури најчесто и тие 1%, најчесто повеќето од нив им се враќа болеста.
Затоа што тие не знаат како да стојат во исцеление. Не знаат како да се борат, не знаат како стихови да прокламираат. Кај нас се случи во црква, еден куп луѓе беа излечени и после пак болеста се вратија. Не стојат во Исус, не стојат во стихови, не стојат во исцеление. И шо ќе дојде исцеление, после ѓаволот ќе го украде. Затоа треба да бидеме војници Христови, да научиме како да се бориме за своето исцеление и просперитет. Дури без оглед како и да се околностите во твојот живот, и на најлошо да одат, и на најлошо да одат, ти кажи, но Бог вели, и почни слово да цитираш. Да, така е, ама не е то крајната ситуација и крајното нешто што ќе биде во мојот живот. Затоа што, но Бог вели во своето слово, и ќе прокламираш слово. Дури најлошо да е, на смртна постела дури да си. Најлошо да е во твојот живот. Не се предавај, кажи, но Бог вели. Вака и вака, вака и вака, вака и вака ќе биде. Затоа што Бог работи во моето тело, Бог е поголем од овие околности, од оваа болест, така вели словото. Во името на Исус ќе преклони колена секое друго име, има да преклони колена ова име на болеста. Има да си оди од мојот живот. Бог е се уште во бизнисот со исцеление. Бог не престанал никош, не се откажал од таа работа. Се уште е тука Бог и се уште работи. 1 Коринтијани 3, 6 и 7. 1 Коринтијани 3, 6 и 7. Јас посадив, Аполос поли, но Бог направи да израсте. Затоа ниту оној кој сади е нешто, ниту пак оној што полива, а се е Бог кој прави да израсте. Што е поентата на ова? Поентата е, кога ти го прокламираш словото, ти го наводенуваш со вода тоа слово. И тоа слово почнува да расте. Тоа слово е веќе посадено и Бог прави да израсте, но ти го наводенуваш со своите прокламации и со исповетта на својата уста. Значи ти го наводенуваш со својата уста тоа слово. Твојата собствена уста му дава вода на тоа слово. И затоа тоа слово расти, еден ден ќе ожнееш плод. Ако ти само имаш слово и не го исповедаш, затоа нема плод. Ме разбирате? Значи ти си тој што го наводенуваш словото со својата уста. Исто како во бавче, ќе се посади, мора, некој ќе посади, не мора тој што посадил да го вади, така. Друг може деца да го вадат, еве најчесто. На саба или на вечер вадат. Во шешко време зборувам, кога е лето. Така да не морат тој што посадил да го вади, него друг го вади. Како и што впрочем вели словото. Павле вели посадив, Аполос поли, но Бог направи да израсте. Значи Павле го посадил семето, Аполос го вадел, со својата уста го вадел. А Бог направи да израсте. Бог ќе направи да израсте семето на нашата правда, семето на нашето исцеление, семето на нашиот просперитет, но ние мора да го вадиме со нашата уста. Семето е посадено, ти го наводенуваш со својата уста, додека го исповедаш, а Бог е оној кој прави да израсте семето за жетва. Сега станете, ќе прокламираме некои стихови. Кој има проблеми со коски тука? Океј, со коски. Ќе прокламираме за коските, јас ќе ве водам. Ако никогаш не сте ги чули овие стихови, ова слово, повторувајте по мене. Може и секој да повторува. Всушност, тој благослов. Секој истото слово го повторува. Али, Псалм 33:20. Господ ги чува сите коски на праведниците. Ниедна од нив нема да се строши. Ниту една моја коска нема да се строши. Затоа што Господ ги чува моите коски. Псалм 34:10. Сите коски мои ќе речат: Господи, кој е подобен на Тебе?
кој спасуваш слаб од силен, беден и сиромав од грабителите нивни. Значи, прокламирате, ама ме слушате ли што читам? Размислувате ли што читам додека? Вели, сите коски мои ќе речат. Значи, сите мои коски внатре во мене ќе речат. О, Господи, ти си праведен, ти спасуваш слаб од силен, беден и сиромав од грабителите нивни. То значи, мене ќе ме спасиш, Боже, од ограбувачот што доаѓа, од ѓаволот што доаѓа, што сака да ја украде младоста на моите коски, да ги уништи моите коски од ограбувачот. Оди си остеопороз од мене, оди си болест на коските, каква и да е. Болест на коските, на кичмата, оди си од мене, ќе и викате. Псалм 91, 10, 13, 14. А мојот рок, само ќе го прочитам, после може да го молиме. А мојот рок ти го вознесуваш како рок на еднорогот и староста моја со елеј се помазува. Со масло. Коските се помазуваат со масло. Затоа што болестите настануваат, маслото се трга од рскавиците, од коските се трга од тука кај што се спојуваат коските. Затоа настанува болест. А вика, ти ја помазуваш мојата старост со елеј. И после вели, засадените во домот Господов ќе процутат во дворовите на нашиот Бог. И после вели, тие во староста ќе бидат плодни, помазани, ќе живеат угодно, за да возвестуваат дека е праведен Господ нашиот Бог и дека нема неправда во него. И сега ќе ги молиме. Господе, ти го вознесуваш мојот рок како на еднорог и староста моја со елеј се помазува. Јас сум засаден во домот Господов и ќе процутам во дворовите на мојот Бог. Јас и во староста ќе бидам плодна, помазана и ќе живеам угодно, за да возвестувам дека е праведен Господ, нашиот Бог, и нема неправда во него. Псалм 145:8 вели, Господ им ги отвара очите на слепите, Господ ги исправа подграбавените. Кога коските се слаби, телото се подграбалува. А дури може човек и неправдан човек, од многу неправди што му се случиле, да се подграбави. Затоа што е неправдан, душата го боли, срцето го боли, разбирате? Али вели Словото, Господ ги исправа подграбавените. Господ ги исправа подграбавените и вика, Господ ги сака праведните. Фала ти, Господе, што ме исправаш. Што го исправаш мојот грб. Ги земаш моите товари. Психички, физички, сите неправди, што ми се направени, сите тие товари, Господи Исусе, ти ги земаш и правиш да мојот грб се исправи, затоа што ти ме сакаш, затоа што сум праведен. Поентата е, овие стихови може секој да ги исповеда. Од утре задутре може секој да има проблеми со коските, и не мора коските. Овде се зборува за праведност, овде се зборува за исправање, овде се зборува за еден куп работи. Така да може и било кој да си ги исповеда, не е проблем. На крај краева, против ракот да се молиш, од кај знаеш, може би во генотипот, после 30 години, ѓаволот сака да ти смести замка рак. И ти можеш против тоа уште сега да се молиш. Ти забранувам рак во име на Исус да дојдеш до моето тело. Рушам силата на ракот во име на Исус Христос. Ти не си болен од рак, меѓутоа, денес најчеста болест е ракот. Поради храната што ја јадеме, поради гревовите, еден куп други работи и генотипот, може би во твојот генотип, а посебно ако знаеш дека имаш во генотипот некој од предците бил болен од рак. Разбирате? Така да прокламирајте слово, молете се. Исус веќе ја плати цената за моето исцеление. Исус веќе ја плати цената за моето исцеление. Јас сум излечен преку раните на Исус Христос. Бог ги слуша моите молитви
Исус Христос никогаш не се променил. Се што направил во Библијата, ќе направи за мене. И Бог не ми даде дух на страв, туку ми даде дух на сила, на љубов и на здрав ум. И јас сум силен во Бог, и јас сум излечен во Бог. Во име на Исус.